Ковски, ќе имаме време наредните 7 дена да дебатираме за сите тези, вклучително и за тие кои што се многу популарни во вашите општења со јавноста. Еве, јас само ќе ви поставам една контратеза. Прво ќе ви кажам една реченица. Кубикот дрва, цената е историски висока, изнесува 6000 денари. Со оглед дека ви е омилена теза, да ги споредувате минималните плати пред колку години биле толку, пред колку сега се толку, и тука има една реченица со која што запираат сите аргументи, тоа се менува со закон, господине Николовски. Поентата е вредноста на средствата. Вие, ако сакате, сега поднесете го од Министерство за финансии и влада, ќе направиме 30.000 денари да биде минималната плата. Колку беше кубик дрва пред 5 години, колку е сега? Дали е нормално да биде 6.000 денари кубик дрва, а 280.000 домаќинства се загреваат на овој енергент? И дали е нормално владата да наплаќа 18% ДДВ, кога може да наплаќа 5%? Тука е суштинава на она кое што јас го зборувам. И за електричната енергија, ете наредниот амандман е, па и таму ќе видиме колку државата помогнала или колку е спремна да помогне. Или дали тие блок тарифи кои што се воведени го даваат резултатот или не го даваат резултатот. Значи да почнеме едно по едно. Ако граѓаните, за да се загреат, еве во декември, има голем дел од граѓаните кои што се уште немаат обезбеден огрев. Единствено нешто што може и најдобро нешто што би го направила одговорна влада е да го намали да ги намали давачките кои што ги има во буџетот. Така треба владата да интервенира. Сега да ги споредуваме тие показатели кои што се неспоредливи во овој амандман, може, но ја би ве замолил вашите аргументи по однос на тоа колку е покачена платата, колку владата била солидарна, како владата помагала на граѓаните, да почекате. Има амандмани и за тоа. Амандмани кои што си поднесени од синдикати, синдикатите со нивните аргументи да си настапат, па да видиме што мислат работниците за тоа. Тоа не е тема на амандманов. Конкретнава тема на амандманов е дали државата ќе ги искористи средствата кои што ги има согласно државната поставеност и институциите и механизмите кои што и се дадени на располагање, за да ја намали цената на кубик дрва од 6.000 до една попристојна цена, за да можат граѓаните да обезбедат огрев. Благодарам.